Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 15 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! Зазнаев да не биде муабетот после секоја лоша одлука. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Лидер. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш денешен гостин е пратеникот Драган Ковачки. Добар ден, господине Ковачки. Добар ден до вас и поздрав до вашите слушатели. Вие како лице кое што доаѓа од безбедносниот сектор, денеска ќе разговараме на неколку теми. Имено поврзани се многу скандали и афери со работењето на Министерството за одбрана и армијата. Ајде да започнеме последниот скандал, каде што професори универзитетски, поранешни, можеби и сегашни партиски активисти се плаќани од буџетот на државата, конкретно од Министерството за одбрана, за да фалат партиски активности на СДСМ. Така е, срамно е ова што се случува. Јас го објавив тој документ. Значи, тоа што стигна до мене и до нас како партија беше за препостувачки. Значи, кога го прочитавме документот, јас воопшто не можев да поверувам дека може такво нешто да се случува во 21 век во земја која што е веќе две и повеќе години членка на НАТО, која што тежне кон европски интеграции и така натаму. Значи, се залагаме за одредени европски вредности кои што го исклучуваат овие активности, како што е ангажирање партиско од страна на Министерството за одбрана, на лица кои што се врвни интелектуалци, врвни професори, докажани во својата фела, и кои што за одредена сума на пари се задолжени да пишуваат текстови на Facebook, да вршат агитација и така натаму, значи за потребите на една политичка партија, односно коалиција. Таков случај не имавме во изминатиот период, значи од страна на еден од професорите, кој што сега за жал веќе можам да кажам и бил и мој професор и од сега би се оградил од овој момент па натаму од него, затоа што тоа што е направено, мислам дека не доликува на еден професор, најмалку доликува на еден човек кој што претходно и носел униформа и кој што ги бранел, да речем, боите на државата. Вие да земате пари, да склучите договор на дело со Министерството за одбрана, да прифатите да пишувате агитациони текстови, да се прават обиди, значи за влијание вработени во Министерството за одбрана, во армијата на Република Македонија и така натаму, само за одредена сума на пари и за тоа да не ви е срам, значи да речеме да подпишете документ, мислам дека е повеќе од срамно. И сега тука се поставуваат многу прашања. Јас веќе неколку прашања ги поставив јавно и до Министерството, меѓутоа гледам дека Министерството, како и за се друго, ги игнорира тие прашања, ги игнорира тие повици. Воопшто не станува збор за никаква транспарентност во Министерството за одбрана, иако удираат натапани дека сме транспарентни како институција и така натаму, меѓутоа бегаат од одговори. Овде се поставуваат прашања, да, например, колку такви ние договорци на дело имаме како овој угледен професор. Значи, тоа е по она што јас имам информација, значи имаме некаде над 50 такви лица кои што се со договор на дело во Министерството за одбрана и кои што за одредени потреби се ангажирани од страна на министерот. И претходниот, значи од Шекеринска Јанковска и сегашниот Петровска, значи Славенка. Значи над 50 на такви луѓе земаат плата, односно пари од граѓаните на оваа држава за да пишуваат текстови со подршка на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, што мислам дека е срамно. Понатаму се поставува прашање дали само во Министерството за одбрана имаме такви луѓе или имаме и во другите институции. Понатаму се поставува прашањето колку пари реално се одлеани од буџетот на Република Македонија, значи колкава е таа сума, значи во услови на криза. Државата ни се наоѓа во 4 кризни состојби, и петата е на поведок. Меѓутоа луѓето не престануваат со ангажирање на такви лица за своји партиски потреби. Мислам дека тоа е навредувачки. Дополнително се поставува прашањето дали заслужува министерот за одбрана веќе да остане на таква една позиција. Значи, вие да не се срамите да примите извештај во кој што јасно ви се кажува дека
се направени одредени активности кои што се косат со здравата логика, со сите начела, со сите прописи, и при тоа да не реагирате, мислам дека е некоректно во најмала рака од страна на министерот. Избегнувањето на одговорите, значи не сакањето да се произнесат по однос на овој скандал, мислам дека е сам по себе скандал, значи дополнителен скандал, и мислам дека тука веќе се постава прашањето дали министерот досега не требаше сам да си поднесе оставка или да ги повика во најмала рака одговорните лица кои што го правеле тоа во нејзино име. Тука во најмала рака би го спомнал државниот секретар, до кого што било нели назначено и самото писмо. Еве, споменавте вие дека се преку 50 на лица. Колку е одговорно држава да троши пари за тоа, што еве ако знаеме дека веќе 2 години сме членка на НАТО, војниците малтене ни се боси и голи, се уште чекаме униформи нови, се уште чекаме чизми нови, само тоа и се најавува. Ако има оние НАТО стандарди што се, вие ги познавате повеќе, колку куршуми треба да исполнува војн, колку часови налет треба да остварат пилотите, колку е одговорно да се трошат пари на вакви ставки. Ја отворивте неколку други афери меѓу кои што тебе и за резервни делови, каде што континуирано цело време се надплаќа и се надплаќа. Крајно неодговорно е да се трошат за таа намена средствата, затоа што јас дури не се ни срамам, значи веќе тоа да го објавувам во јавност, затоа што би се срамил доколку не би го објавил, а го знам. Например, вие имате ситуација кога генералите во армијата, односно командантите, сами си купуваат за службените возила, сами плаќаат за масло за возилата. Мислам, тоа е срамно. Или старешините во единиците собираат пари за тонери и за хартија. И сега од една страна имате тотално нефункционален систем во делот на организацијата и распределбата на финансиските средства во армијата, односно од страна на министерот, а од друга страна имате вакво испомпување на пари за партиски потреби. Тоа е крајно несериозно и неодговорно и мислам дека е срамно за една членка на НАТО ова да не се случува. Понатаму, што се однесува, еве погледнете, ако сакате да направиме споредба малци од постратешки аспект, вие имате остануваат, значи тие договорни услуги, значи за такви договорци, привремени вработување и така натаму, дури и со ребалансот на буџетот. Меѓутоа имате кратење на капиталните инвестиции. Капиталните инвестиции се кратат за голем број на проценти, например модернизацијата се крати за 10% во самиот ребаланс за оваа година. Интеграцијата во НАТО се намалува за 34%, значи зборуваме за капитални работи, а од друга страна имаме расходи за потребите на партијата. И мислам дека тоа е сосема несериозно и неодговорно за одбраната на државата, затоа што без разлика која е на власт, дали е Социјалдемократски сојуз, дали е ВМРО ДПМН на власт, значи сосема е во овој момент според мене не би требало да биде важно, затоа што одбраната не засега сите нас, таа е припаѓа на целата држава и сите сме одговорни кон одбраната, а не само одредена партија. Ова што сега се случува, мислам дека е крајно понижувачки и не само од аспект на договорните услуги кои што се даваат пари, меѓутоа погледнете ситуација она што прашувате за криминалните набавки во делот на јавните набавки. Еве го случајот со набавката на резервни делови за оклопните транспортери Хермелин. Значи само кратко да појаснам за слушателите за што станува збор. Станува збор за договор кој што е вреден 1.500.000 евра. Над 1.500.000 евра, значи над 90 милиони денари. Министерството за одбрана за потребите на армијата набавува резервни делови за оклопните транспортери Хермелини и тоа го прави по итна постапка, односно бара од Бирото за јавна набавка да им даде одобрение да тој договор да се склучи во 4 очи. Внимавајте, резервни делови набавувате, а барате да се склучи договор во 4 очи поради итност, како тоа да не е било планирано претходно, како да немало систем на планирање и така натаму. Значи тоа е сосема неодговорно, посебно за една институција како што е одбраната и војската. Значи таму знаете дека има планови, програми, тие се спроведуваат. Ова не е некоја обична институција или организација, па ајде не знаеме што се случува, па ајде ќе купуваме резервни делови и така натаму. Значи има планови за таа работа. И сега што се случува? Ги купуваат тие делови, меѓутоа не ги купуваат делови за оклопни транспортери, туку купуваат делови за камиони. Спецификациите на тие делови, значи кои ќе ги споредите, се многу послаби за потребите на кога се купува за камион, значи многу послаби. Иако одговараат, односно еве народски кажано, пасуваат и можат да се искористат за потребите на оклопните транспортери.
не само што се послаби спецификациите за потребите на, да речеме, кога би се купувале за камион, туку се тие поевтини. И сега тука е криминалот што се случува. Војската ги прима тие делови, ги вградува и така натаму во хермелините, се крадат практично повторно народните пари, а сето тоа на штета, односно на сметка на безбедноста и на возилата, односно на самите војници кои што ќе бидат превезувани во тие возила. И еве тоа е еден принцип како функционира Министерството за одбрана подолг период наназад. Јас неколку пати предупредував и дури и за тоа канцерогено масло гледам неколку пати и на говорница зборувам, меѓутоа цело време избегнува министерот да одговори што се случи со канцерогеното масло, значи увезено од Чешка преку Босна, изгорено во нашите касарни, во нашите градови, меѓутоа спомна тогаш ќе има истрага и на тоа остана, значи не се истражи. Така да ова е еден континуитет, би рекол, на неодговорното, па дури криминално однесување на раководството на Министерството за одбрана предводено од Шекеринска, односно сега од Славјанка Петровска. Господине Ковачки, што е со безбедносните сертификати? 2 години сме членка на НАТО, 2 години ние јавно се бламираме пред сите други земји партнери. Испраќавме луѓе у Брисел кои што не добија безбедност. Не се случи тоа, дури и штабни офицери НАТО мисии, чи нам беа Ирак или Афганистан, каде што нели немаа безбедносни сертификати, па мораа да седат изолирани, не смеа да се мешаат со НАТО командата. До кога ќе не биде тоа проблем? Ќе научиме ли некогаш да праќаме? Па мора да научиме. Ние веќе со безбедносните сертификати, значи оваа постапка не трае од вчера и од завчера, од моментот на доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што безбедносните сертификати се издаваат од моментот на донесување на Законот за класифицирани информации. Значи тоа е веќе 20 на години. Не цели 20 на години, веќе тој процес тече. Проблемот сега што се случува, што се појавува е тоа што се има обиди, значи од страна на Социјалдемократскиот сојуз, односно на лицата кои што се вклучени во тие проверки, таа проверка да ја политизираат, односно да ја партизираат и на тој начин, значи одредени лица да бидат исфрлени од системот, значи дека се, еве да речем, неподобни за добивање на безбедносен сертификат. Значи не викам дека сите се така, верувам дека има и честни лица кои што ги прават проверките и за во одредени ситуации, се извинувам, постапката е во ред, меѓутоа има ситуации каде што партизираноста си го прави своето и такви ситуации, значи бевме сведоци во изминатиот период дека постоеја. Јас се надам дека со промената на власта, значи и со целосна професионализација во тој дел, посебно и во делот на раководењето на тие структури, дека ќе ги избегнеме тие вакви и слични ситуации кои што ни нанесуваат штета и на Министерството за одбрана и на армијата и пред меѓународните партнери. Значи тоа не треба да е тема во јавноста, тоа треба да биде тема која што ќе е затворена внатре во институциите и така натаму, и таму треба да се решаваат проблемите од овој аспект. Сега јас пак би посетил, споменавте за НАТО, НАТО цело време ние се гордееме нели со тоа што сме членка на НАТО, меѓутоа погледнете вие и после 4 години еве го после враќањето на последниот највисок воен представник од Брисел во Република Македонија, ние 4 години се уште немаме испратено највисок воен представник. Мислам, сериозен удар е ова за НАТО од наша страна. Имате вие да сте членка на НАТО и еве само 2 години да сте членка на НАТО и се уште да немате номинирано највисок воен представник, мислам дека е поразително за една држава која што сака да биде нели респектирана од останатите партнери, односно сојузници, меѓутоа гледате дека едно обично назначување на највисок воен представник не се во состојба да го реализира, а камо ли нешто посериозно. Еве да вас запрашам, како ја коментирате како да ја наречем, може слободно да кажам, несрекна изјава на министерката Славјанка Петровска, која што изјави дека ако биде побарана од нас, ние сме спремни да испратиме војници во Украина, кога започна војната во Украина, нешто што не знам, американскиот председател Бајден
сите тактизира, Никој не го кажуваше, да. Никој ништо не кажуваше, ние се истрчавме. Па избрзана и неодговорна изјава, јас би рекол, непотребна изјава, зошто би го говореле тоа кога навистина немаше никаква потреба за давање на таква изјава. Веројатно станува збор за неискуство, а можеби некој од страна на соработниците, да речам, бидејќи сега реално министерката во ова област е нова и што туку беше нели назначена за министер за одбрана, веројатно и некои од соработниците околу незе имаат подготвена на таква изјава да ја даде. Според мене беше така избрзана, непотребна изјава. Ние секогаш треба да тежнееме без разлика, значи дека сме членка на НАТО и така натаму, меѓутоа ние како мала држава, нашиве меѓународни односи треба да ги градиме врз основа на меѓународното право, реципроцитетот, односно почитувањето на границите, почитувањето на суверенитетот, територијалниот интегритет на државите и така натаму, така да мислам дека сосема беше непотребна изјавата од аспект дека генерираме сили и така натаму. Генерирање сили само по себе во војничка терминологија подразбира дека генерирате за одредена операција. И сега која е таа операција, односно воено дејство, тоа веќе малце беше, како да речам, во тој период прилично сензитивно и се уште е сензитивно и мислам дека такви изјави потпалувачки нема потреба да се даваат, сепак сме ние мала држава и треба да си го гледаме нашиот македонски национален интерес и интересот на нашите стратешки партнери, односно на алијансата каде што припаѓаме и треба да се следат, да кажам, тие изјави од највисоките, односно најмокните држави, кога Соединетите американски држави, кога генералниот секретар на НАТО не дава такви изјави, ние да трчаме пред неколку чекори пред нив, мислам дека реално нема потреба за тоа. Среќа што никој не сваќа сериозно, иначе најверојатно секој започнаше Трета светска војна. За жал, да. Ајде да проговориме малце за условите во армијата. Со какви потешкоти се соочуваат војниците? Континуирано проблем се нели оние лични примања, оние најавено е секоја година се качуваат плати, меѓутоа сето тоа е минимално. Колку сме далеку од тие НАТО стандарди што треба да ги исполнуваме? Ние како држава потрошивме десетици милиони евра за набавка на опрема за хеликоптерите, за ноќно летење. Ние не одржуваме таа опрема, таа не е функционална. Да. Имавме пилотска академија, ако не се лажам, па таа израелците си замина, веќе не функционира по десетици милиони евра. Милиони, да, милионски суми на средства се дадоа за говориме за академија која што ја изгради претходно во соработка со стратешки партнер од Израел, меѓутоа основните хеликоптери за обука се од американско производство, сепак се тоа НАТО стандарди. Без разлика, видите која влада ги направила. Еве сосема неважно е, јас пак ќе речем нема да се врзувам, иако доаѓам од ВМРО ДПМН, сосема е неважно што претходната влада на ВМРО ДПМН ги оспособила, да кажем, хеликоптерите на едно ниво кое што е сериозно ниво и од дури од аспект на НАТО, значи посебно во делот на ноќно летање и така натаму. Со целата таа опрема, затоа што се потрошија милионски суми за таа опрема, имаше центар за обука на пилоти кој што сега е некако инкорпориран внатре во армијата, па не одговараат тие структури на че не се во состојба да го одржуваат тој центар и практично целата таа инвестиција ќе пропадне во вода и на крај некој ќе мора да понесе одговорност за таа работа. Тоа не може така да остане, како што еве да кажеме не може да остане случајот со Министерството за внатрешни работи со тие беспилотни летала кои што исто се дел од таа програма, да кажем, за осовременување, за ноќно летање и така натаму, кои што еве летала беа исфрлени од употреба, се плаќаат, односно се плаќа пари за нивно сервисирање, иако беа исфрлени од употреба од страна на министерот за внатрешни господинот Оливер Спасовски. Значи за тоа мора да има одговорност. Истото мора да се случи во армијата на Република Македонија со тие средства. Сега во делот на ова што ме прашувате, во делот со професионалните војници, старешините и така натаму, нивниот стандард на живот, јас ќе морам тука да ви одговорам и од партиска гледна точка, значи како поранешен, еве да речам, старешина во Министерството за одбрана, мене ми е многу позната состојбата внатре каква е и сега не би зборувал за таа состојба затоа што јас сум тука за да ја подобрам работата, да ја подобрам состојбата додека сум тука, значи и мислам дека ете на некој начин можеме тоа да го направиме затоа што имаме разбирање внатре во коалицијата. Ние од наша страна поднесовме еден предлог закон за измени за служба во армијата
И тука нудиме поволности. Добар дел од тие поволности, да кажеме, се веќе познати и на неколку пресконференции ние ги одржавме, кажавме. Значи тука се решава проблемот со веќе пензионираните воени лица кои што заминале во пензија по некои други закони. Се решаваат проблемот со пензионирањето на лицата кои што еве веќе 19-20 месеци не се поставени во армијата на Република Македонија, значи лебдат така речено тие лица во воздух, тоа се високи старешини кои што наместо министерството да им се одолжи на некој начин ги остава во некакви канцеларии, не им дава никакви заложенија, луѓето земаат плата и мислам дека тоа е некоректно кон луѓето, а и кон организацијата на која што припаѓаат. Тука го нудиме решението со 1000 евра во денарска противвредност за професионалните војници кои што би заминале со навршување на 45 години, не би се префрлиле во некоја од државните служби без објавување на јавен оглас, па им нудиме за секоја година по 1000 евра. Значи државата нуди по 1000 евра одпремнина и нормално го ја исправаме неправдата која што претходната министерка Шекеринска ја направи кон армијата, односно одзема дел од ингеренциите на началникот на генералштабот и си ги превзема за себе во министерството на овој начин што практично ја овозможи да може да понатаму да врши дополнителна партизација дури и внатре во армијата, што за мене е неприфатливо и цениме дека тие ингеренции треба да се вратат на струката, односно на началникот на генералштабот и тој како воено лице да си ја тера таа проблематика без мешање од страна на политиката. Тој закон, да кажеме, на 10 мај беше отварен од страна на владеачкото мнозинство, за мене изненадување, затоа што еден генерал во пензија поранешен гласаше против, еден мајор, еве го Тала Џафери е мајор поранешен, и тој гласаше против, значи овој закон. За да на крај видиме дека добар дел од тие предлози што ние ги предлагаме беа превземени од страна на министерството, па беа као усогласени со синдикатите и еве го поднеле законот, го дале седница на влада и така натаму, значи сега да ја скратам приказнава, факт е дека тие работи што ги предлагаме се малтене идентични со она што го предлага сега министерството, ради нивна, да речам, суета, еве, не ги прифатија нашите предлози, еве би требало да дојдат од нивни предлозите, што за мене мислам е некоректно према луѓето, кон луѓето, кон вработените. Затоа што мислам дека ги лажат пред се, го стигна ребалансот за буџетот за 2022 година, таму нема предвидено средства, значи за отпремнина за војниците. Тоа треба сите да го знаат, значи да не ги лажат војниците. Во предлог буџетот, односно предлог ребаланс на буџет за 2022 година, каде што треба да има предвидено пари за заминување на тие војници, такви пари нема предвидено. Ниту има предвидено пари за зголемување на платите на старешините. И мислам дека тоа е некоректно од страна на раководството на Министерството за одбрана кон сопствените вработени. Меѓутоа ние сме тука, ќе се бориме за исправање на овие неправди и нема да отстапиме. Јас ќе најдеме начин, мислам дека ќе најдеме начин да седнеме да го решиме проблемот кој што е веќе година и пол, веќе втора година веќе тлее во армијата и би требало да биде решен во полза на вработените. Колку безбедноста стана закана последниве години во државава, земе предвид тие низа скандали и афери, почнувајќи од она делење државјанство и пасоши на полосветска мафија, да патуваат под македонски пасоши, се до она последно пугање што беше пред некој ден, кое што Министерството за внатрешни пробуваше на било каков начин да го заскрие тоа, се додека не се појави таа снимка. Како? Добри прашања и добар континуитет направивте. Тука има многу работи, значи многу работи може да се говорат ако сакаме за безбедноста внатре во државата и на граѓаните да зборуваме, ако можеме така една цела емисија да посветиме на ова состојба, за жал лоша состојба, која што ми се чини дека по сето тоа што го согледувам лично и како пратеник, меѓутоа и разговарајќи со луѓето, односно со граѓаните во јавноста, па разговарајќи со лица внатре вработени во Министерството за внатрешни, јасно може да се согледа дека состојбата е
ајде да не ја наречам критична, меѓутоа премногу сериозна, односно владе големо беззаконие, владе неодговорност од страна на раководството на Министерството за внатрешни работи, владе голема криминализираност во самиот врв на Министерството за внатрешни работи. Тука сега би сакал да ве потсетам еве во делот на криминализираноста, погледнете вие скоро немате кафич кај што не се продава дрога сега, нека ми извинат газдите на кафичите и така натаму на кафеаните, меѓутоа проблемот не е кај нив, туку проблемот е во Министерството за внатрешни работи, кој што не си ја брка работата, ги знае своите ингеренции, меѓутоа ги избегнува, а во добар дел и стои позади овие криминални активности, односно се главни организатори на продажбата на дрога во градот и во Република Македонија. И тоа го знае и министерот Спасовски, во тоа криумчарење, во таа организација и така натаму има лица кои што се вмешани, се во неговото најблиско окружување, има началници кои што се поставени, командири од негова страна и така натаму, за кои што ние знаеме кои се и ако има потреба, значи би му ги кажале. Еве, доколку тој не ги знае, ние ќе му ги кажеме, иако јас верувам дека тој многу добро ги знае. Тоа е во делот на дрогата. Погледнете што се случи со акцијата Планина, која што требаше да речеме, еве, да се апсат некакви криминалци и така натаму, па акцијата беше пробиена пред некое време, се кажа дека ќе се истражи делото, меѓутоа остана нерасчистено. Зошто остана нерасчистено? Затоа што замешаноста доаѓа води директно во врвот на Министерството за внатрешни работи. Понатаму погледнете што се случува со престрелките во главниот град. Значи имате престрелки во строг центар на Скопје, никој не носи никаква одговорност. Ова не е прва година, значи се користи автоматско оружје, што е строго забрането, меѓутоа никој не носи никаква одговорност. Прикривањето на делата, убиството на младиот ракометар Тот, се обидоа да го сокријат неколку дена, молчеа, па различни изјави имаше од страна, односно имаше идентични изјави од страна на болницата и од страна на МВР. Кога излезе снимката, веднаш се смени изјавите. Истото се случува, како што рековте, и со последниот скандал, кој што е скандал од врвни размери, и мислам дека на тоа не смее да остане нем министерот за внатрешни работи. Вие да имате ситуација кога ваш заменик директор на Бирото за јавна безбедност се обидува да прикрие дело, се обидел да го прикрие делото, тоа јавно и одговорно го тврдам, затоа што не само што излегоа снимките во јавноста, јавноста имаше прилика да ги види тие снимки, ексклузивно, да не речам да бидеме ексклузивци, меѓутоа има информации каде што се кажува дека неколку вработени кои што биле на лице место дали изјави кои што се воспротивно со тоа што се гледа на снимките, значи дали изјави кои што биле дадени под присилба, односно под закана од страна на еден од тие раководни структури, верувам, претпоставувате за кого станува збор, додека едно лице од тие кои што било вработено и било на лице место на настанот, ја дало изјавата токму така како што било, значи го опишало настанот. Сега се води некаква внатрешна истрага, кој наредил, како наредил, зошто наредил и така натаму, меѓутоа факт е дека имаме спој на Министерството за внатрешни работи со мафијата, односно со криминалот, и токму затоа ни се случуваат вакви работи, да овластени службени лица да лажат во своите известувања, односно во службените белешки до своите претпоставени за одредени настани. Ќе потсетам, овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи се лица кои што треба да имаат поголемо ниво на одговорност од обичните граѓани, затоа што тие се овластени службени лица, затоа земаат и плата, и државата им доверила улога да имаат авторитет над останатите граѓани во спроведувањето на законите. И секое нивно лажно сведочење, односно лажно известување, треба да подлежи на дополнителни санкции од страна на нивните претпоставени, а јас би рекол дури и од страна на основното јавно обвинителство, кое што би требало да се, односно бидејќи станува збор за случај за лица, овластени службени лица кои што се инволвирани во случајов, би требало да станува збор за инволвирање на обвинителството за гонење на организиран криминал во случајов. Од тој аспект мислам дека Министерството за внатрешни работи не си ја врши својата работа. Имаше и неколку други случаи, ќе ве потсетам, за неколку години се украдоа над 12 милиони евра, значи марихуана во таа вредност се украде, односно ја украдоа
никој не се најде да биде повикан на одговорност. Ќе ве потсетам, имаше случај на крадење на маслото, еве го последново во Крушево, во Five Letters, масло во вредност од 2 милиони евра од просторија која што е високо обезбедена со камери и така натаму, меѓутоа никој не знае што се случило, иако министерот многу добро знае, затоа што се инволвирани лица од неговата демократска, односно од неговиот коалиционен партнер, Демократската унија за интеграција. Ќе ве потсетам дека се украдоа оружје во строг центар на градот, во Охрид, значи од касарната се украдоа касарна. Дознавме колку точно оружје. Таму се украдени, таму украдено оружје, таму се украдени бомби, таму се украдени муниции и така натаму. Меѓутоа министерот ја релативизираше работава, демек станувало збор за некаква маневарска или приречен магазин. Видете, станува збор за полициска станица, полициски магазин кој што мислам дека јас би требало да биде обезбедуван, нели така? Ако станува збор за полициски магазин, тој треба да биде под присмотр. Да ви украдат оружје, да ви украдат бомби, а вие да релативизирате, мислам дека во најмала рака е скандалозно. И требаше веднаш да се поднесе оставка. Меѓутоа еве го министерот релативизира. И ова е ситуација, сега да одам еве уште еден чекор понатаму, да бидам уште подиректен. Објавивме една ситуација каде што самите полицајци ја вршат кражбата. Погледнете вие, имате ситуација на една од полициските станици за граничен надзор во Чашка, каде што полицијата на која што е доверена трафостаница за чување, сега ќе бидам малку банален, меѓутоа го краде бакарот од трафостаницата и за тоа никој не одговара. Прашуваме јавно, министерот молчи. Настанот е заведен во полициска станица, меѓутоа нема никаква одговорност. Зошто? Затоа што повторно тука се инволвирани лица и од структурите на власта кои што не им одговара овој случај да биде расветлен. Ете, до таму оди таа неодговорност и криминализираност на структурите на Министерството за внатрешни работи предводено од Оливер Спасовски, кој што веќе 7, можеби веќе ќе навлезе и во 8 година, односно веќе 7 цели години практички е министер за внатрешни работи, нели со мали прекини. Меѓутоа не може да се случува да вие бегате од одговорност за нешто за што сте директно одговорни. Не можете да си иземете одговорност. И токму затоа повикувам на негова одговорност, затоа што Министерството за внатрешни работи факт е дека нема никаков авторитет веќе врз граѓаните, никаков авторитет. Ако сакате и најбанален пример еве да земете, можеби граѓаните на некој начин имаат почит кон полицијата во делот кога возат, еве да кажеме, односно во сообраќајни, кога возат, да кажеме, или кои ќе направат сообраќајен прекршок, па тогаш кога ќе бидат застанати, па плаќаат казни и така натаму, меѓутоа тоа не е затоа што и веруваат на полицијата, туку затоа што повеќе му веруваат на радарот, односно на техниката која што се употребува. Да бидам банален, да направиме една таква паралела. Така да состојбата во државата од тој аспект што ме прашувате, мислам дека е загрижувачка, како што реков. Оливер Спасовски е свесен за тоа. Довербата кај полицијата во едно истражување што е направено од страна на една агенција која што е во сопственост на еден од нивните коалициони партнери од партијата за пензионери, кажува дека 3 од 4 луѓе, односно граѓани, не и веруваат на полицијата, значи довербата во полицијата е само 25%, што за мене е поразително, како факт. Времето ни е кратко. Сега да ве пренасочам, вие сте пратеник во Македонското собрание. Денеска поднесовте интерпелација за спикерот Џафери. Последниве години како ни е катастрофална состојбата во безбедноста, такви немили сцени гледаме и во собранието, каде што бевте оставани без грејење, бевте сега последново и заклучени. Спикерот Џафери го видовме како се обраќа со непристојни тонови према вработените во собранието. Очекувате ли некаков епилог да има? Видите, тоа што очекувате ли конкретно пратениците од СДСМ да ви дадат поддршка? Доколку бевме сериозна држава и тоа што сакаме да бидеме, нели?
земја кандидат, односно земја која што ќе ги отпочне Ова се европски вредности. преговорите со Европа, па тоа го зборуваме, токму тоа го зборуваме. Значи, доколку бевме сериозно подготвени за почнување на преговорите со Европската унија, овој муабет ние сега веќе немаше да има потреба да го водиме, односно ќе имавме веднаш понесување на одговорност од страна на одговорното лице, во случајов Талат Џафери, кој што веднаш ќе си поднесеше оставка и тоа неколку пати досега. Меѓутоа факт е дека имаме една целосна узурпација на институциите од страна на неодговорни политичари, на политичари кои што ја монополизираат функцијата, односно институцијата и ја персонализираат и вразувајќи ја лично за себе, што мислам дека е многу погрешно. Без разлика кој каков бекграунд има, ние мора да се учиме на демократски вредности, мора да се учиме на почит и на толеранција, според мене. И мислам дека тоа се европските вредности кон кои што треба да се стремиме. Вие да се дрзнете од позиција на председател на собрание, да упатувате псовки, да се заканувате и така натаму. Се има таа функција Па втора функција по државата, да, доколку председателот го нема, тој го заменува, значи тој врховен командант практично станува на вооружените сили. И сега да не носите никаква одговорност, да се правите, да бегате од одговорност, да не одговарате, да се криете и така натаму. А од друга страна да ги имате пратениците на Социјалдемократскиот сојуз кои што се ставени во една ситуација да мора да ве бранат и ве бранат, значи тие немаат никаква да кажам грижа на совест дека ќе го бранат токму Талат Џафери или без разлика дали се викал Талат или Мирко или без разлика значи на неговото име, меѓутоа мора да ја осудат постапката затоа што на било кој тоа да му се случи. Доколку тој не си поднесеше оставка, мораше коалицијата нивна да заседава и да каже, значи оваа ситуација е сериозна, не смееме да одиме, па ние ја страмиме државата пред меѓународниот фактор. Погледнете што се случува. Тоа ли се тие европски вредности? Па како ќе ни дадат датум и како ќе не примат во Европа кога гледаат како се однесуваме кон собствените вработени? Мислам дека тоа е поразително. И не е само тоа, значи рековме имаше и неколку негови претходни изјави, значи во делот на јас не сум бил пратеник кога биле оставани колегиве пратеници без парно, меѓутоа излезе во јавност тоа што се случи со заклучувањето на вратите, значи такво грубо кршење на деловникот, едно тотално автократско однесување како нешто кршење на човекови права. Кршење на човекови права, значи слободата на движење вија руши. Неколку пати му се обративме. Тоа вие можете да си го правите во ДУИ или дома да си го правите. Ова е законодавен дом на Република Македонија, значи на граѓаните, на сите нас. Ние сме изберени од граѓаните. Кои сте вие или конкретно ти како Талат Џафери да ни ограничуваш слободата на движење, да не заклучуваш како мали деца, како на повечерие што се вика во војска. Знаете, па ајде ќе се пребројуваме во 10 часот кој е тука, кој не е тука. Тоа е срамно и понижувачко за функцијата пратеник. И токму затоа ние денеска ја поднесовме интерпелацијата. Ги повикуваме сите пратенички партии да ни се придружат, очекуваме дури и од Социјалдемократскиот сојуз да ни се придружи, доколку се охрабрат, а треба да се охрабрат, да дадат подршка, затоа што овој чин во најмала рака мора да го осудат и треба да дадат подршка. Ги повикуваме сите, значи, политички партии, чинители во државата. Немаме илузија дека таа ќе помине, меѓутоа јавноста треба да знае и треба да има увид во се што се случува во собранието и треба да знае дека нема така да останеме на ова само на оваа интерпелација, затоа што во наредниот период знаете дека ни предстои големиот протест на 18 јуни, каде што исто така ги повикуваме сите политички чинители, сите граѓани да ни се придружат во овој протест, да го осудиме ова арамиско владење со државата, едно неодговорно, едно крајно аздисано владење од страна на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз, кој што ја донесува државата практично на работ на обстојувањето и тоа мора да биде запрено. Мора да дојдат лица кои што имаат визија, кои што имаат плани, кои што сакаат да се посветат на решавање на проблемите на граѓаните и на самата држава. Доколку останат овие структури кои што сега се на власт, тешко е, односно црно се пишува на Македонија. Тоа граѓаните го знаат и јас верувам дека на 18 јуни ќе ни дадат масовна подршка на големиот митинг што го организираме. Кога очекувате да биде ставена точката на дневен ред за интерпелација на Џафери? Видете, сега на 6 јуни е закажана е комисијата за мандатно и деловнички и мандатно имунитетни прашања од страна на Панчо Минов.
тука ние поднесовме значи една пријава која што исто се однесува на Тала Џафери, таа треба да биде завршена. Верувам дека после завршувањето на таа седница, на следната, односно би требало на следната седница да биде ставена и интерпелацијата на Тала Џафери. Меѓутоа, во изминатиот период многу интерпелации кои што биле поднесени од страна на нашата пратеничка група, вклучително и за Тала Џафери во изминатиот период, не ни дојде, не го виде светлото на денот. Не е само тоа, имаше и за неколку министри, Маричич и така натаму, сега да не ги споменувам сите. Тие се ставени во фјок, значи не го ни видеа светлото на денот. За жал, тоа е уште еден показател дека власта владе автократски, дека собранието, односно Тала Џафери е председател само на мнозинството, а не и на сите пратеници, што е сосема погрешно во демократијата. Значи, председател, доколку сте вие председател на собрание, ви сте председател на сите пратеници, а не само на владеачкото мнозинство. И не е ни чудо зошто тие го бранат, односно не сакаат да го осудат неговото автократско владење. Дури мене ме чуди, па еве дури би споменал уште една работа, како тој досега не најде за сходно да се извини, значи за овие состојби што ги прави, значи го донесе собранието во една ситуација на заробеност. Тој треба да се извини, во најмала рака тој треба да се извини. Па тој е прв што е подпишан на етичкиот кодекс. Втор пат му е мандат да биде изберен како председател на собранието и сега после вакви, односно после толку години вие да правите такви фаули, да речеме еве фудбалски да се изразиме, такви фаули, такви офсайди, односно такви грешки да правите во деловникот и во уставот да правите упат, во законите да правите упат и да не чувствувате ни најмала доза на одговорност да се извините, мислам дека е скандалозно само по себе во најмала рака. И би рекол, добро е да се најде интерпелацијата на дневен ред, да видиме да имаме што да си кажеме, имаме што да ги соочиме аргументите за и против, да видиме што ќе ни одговорат колегите од Социјалдемократскиот сојуз, доколку претходно не ја поддржат интерпелацијата. Меѓутоа, дали тоа ќе се случи, пак останува како финална одлука на самиот председател на собранието Тала Џафери, за жал ќе речем. Господине Ковачки, за крај го споменавте оној митинг најавен протест за 18 јуни, колкава поддршка очекувате и дали е можно да се издействува на некаков начин одржување на предвремени парламентарни избори? Па самата организација на протестот, односно на митингот е токму во таа насока, издействување на предвремени парламентарни избори. Мислам дека на народот веќе му е јасно е на сите ни е јасно во каква состојба ни е државата, на кој дереđe сме дојдени. Граѓаните гледаат дека секој ден останување на оваа власт е минус за Република Македонија, за нивните деца, за иднината на нивните деца. Затоа си одат луѓето од државата, затоа што нема правда, затоа што нема проекти, затоа што нема просперитет, затоа што довербата во судството е само 8%, односно 9 од 10 луѓе не веруваат во судството, односно во правниот систем, и токму затоа луѓето си бегаат. Нема никаков економски просперитет, гледате што се случува на полето на економијата, највисока инфлација 10,5%, гледате што се случува на полето на енергетиката, значи 250 милиони досега се дадени евра само за увоз на електрична енергија затоа што се неспособни да го ископаат и да ја произведат таа струја која што сме биле во состојба да ја произведуваме до пред неколку години, а сега не сме, затоа што крадат. Така да очекуваме една општа мобилизација на целиот народ, на сите политички чинители, општествени чинители, интелектуалци и така натаму, масовно да ни се придружат на тој сенароден, македонски, граѓански собир, со кој што ќе упатиме, ќе го дадеме црвениот картон на власта и на некој начин ќе успееме да избоксуваме, да речеме, предвремени парламентарни избори, кои што и се неопходни на Република Македонија, доколку сакаме, реков, да отпочнеме со, ајде да го наречам, не поправање, туку со ремонтирање на државата од корен. Благодарам господине Ковачки за одвоеното време. Благодарам на вас за поканата, ми беше чест и задоволство. Почитувани слушатели, вие го следевте најновото издание на емисијата Филибастер. Јас сум Предраг Кукич. Наш денешен гостин беше пратеникот Драган Ковачки. Техничката и тонската реализација е на Димитар Митровски, а главен и одговорен уредник на Радио Лидер е Љупчо Златев. Имајте убав ден. Исполни го времето на работа. Најдобро